Poštovani gledači, dobro večer, dobro dojdovte. Imam особена чест и задоволство да го поздравам вечерва во студиото еден од најголемите доајени на македонската музика, живата легенда Гаро Тавитјан. Гаро, добро вечер, добре дојде. Добро ве најдов. Ми представува особена чест и задоволство затоа што одамна се подготвуваме, а понекогаш за оваква емисија стварно и треба години и време и води да потечат. Дефинитивно. Мислам дека е вистинско време да се направи една омаш емисија, да ти се поклонам јавно за се она што си го направил во животот, не заради само гледачите или македонскиот народ и култура, мене лично како дете. Јас сум бил на твоите концерти од дете, те паметам уште од средношколски денови и си ми го разубавил и животот и младоста. Лично го користам ова себично и јас да ти кажам фала за се она што го направи. За да можеме и имаме нешто, емисија со тебе треба да трае со денови, а не со часови. Затоа што знам што носиш во себе. Еден од основоположници на македонска сцена, прв носач на звук, 76-та Лепи Сол, илјадници концерти, десетици илјади, настапи со Майл Девис, во Биело дугме, најдобар бубњар, перкусионист во Македонија, заедно со Оливер Мандич 81-ва, со Парамециум 91-ва, учество на светски фестивал Златна ружа и така натаму и така натаму. Значи можам да набројувам до утре и ти да си ќутиш и јас само да зборам што све награди ти си освоил. Кога ги стави твоите награди, колку метри е вака полицата? Слушај, една ограда може да направиш, не е проблем. Меѓутоа, да се вратиме ние на почетоците, тоа би било многу убаво, знаеш. Затоа што јас, бидејќи сум овака, да речеме, трета генерација овдека, тоа значи мојот дедо дошол 1900 година овдека, па татко ми е роден тука, па јас сум роден тука. И сето тоа се случува, тоа еврејско мало. И моите први контакти со музика беа во тоа мало. Значи, тоа е неверојатно нешто, дали малце така некако историјата се подиграла со тие наши случувања, тоа значи дека моето мало живееше исто. Петре Прличков, исто така други уметници, да речеме Мартиновски, Личиновски, се тоа моја мало уметничка, да ти кажам. Па онда Маја Оџаклиева, тука истата моја куќа живееше, па Зоран Ѓоргиев, па секретарката на театарот беше тука, и уште видни други луѓе, како да ви кажам. Тоа беше едно уметничко мало во кое сакали или не сабајле ке слушате музика, песна и така натака. Или некој рецитал, пошто близко еден до друг живеевме, ми се чини дека многу би сакал да се вратам во тоа време, само заради една работа, да го доживам оној мирис, оној флуид, поготово кога е пролет. Све е нешто надвор, се движи, се прави, како да ви кажам, сабајле рано. И уште ми е вака преслика Прличко со тоа фичото која одеше на риба и така натака. Така една идила многу фина, така да ви кажам. Оти кога го запалеше тоа фичото, одма знаеме, Петр иде на риби. Меѓутоа испуштив да го кажам еден исто мој драг пријател, на дат статко му, кој исто така беше у нашето мало и стално ме возеше. Да ти кажам, тогаш да влезеш ти у фичо, тоа беше исто како да влегуваш сега у, не знам, Бентли. Така беше. Така е мал увод, како сето тоа, како јас сум се родил овдека и како сето тоа сум почнал. Значи, сум почнал така. Сега, моите, да кажам, почетоци со свирење се следни. Значи, јас сум бил прво гитарист. Значи, ја 60-та година, тоа, што да ви кажам, онака со најголем жар свирев гитара, мада малце луѓе знаат дека ми ја свиревме тогаш, шпанска музика беше Магнифико, тогаш се сеќавам, па свиревме Шедлси, па Битлси, па Ролинг Стоунс и така, од тоа време, тоа беше така. Значи, да знаете, да отсвирите нешто, бар 3 акорда, тоа многу значи. И тек после, значи,
slučajno, znači sam pošao da sviram bubanj, to je neverovatno, ušte ljudi to ne znat kako bilo to, ali to je bilo stvarno slučajno, бидејќи у малото имахме ние група која се викаше Пламени. И таа група Пламени си имаше... Само години спомнам. Тоа е 1965 година. Таа 65 година за мене пресудна, ја тогаш почнав. Ми се чини, они си имаа бубњари све, али бубњарот нешто не беше можност да дојде да свири. И мене ми вика, Гаро, молим те, ја пошто ги пратев стално, бев со нив, ги слушав у клубче, свира, вежба. Абе да седнеш за бубањов, вечер имаме игранка, вика, немаме бубњар, кај што, како ти ги знаеш стварите, вака на гитарама, валда ќе можеш и да ги одлупаш, гледам имаш ритам и така натака. Тоа ми го рече Чаче мене, тој другарот, гитаристот наш, што беше, знаеш. И ја случајно, значи први, значи дебитирав, нема да веруеш, тука у Карпуш, у бараките, кај што е тамо школски диспандер, Карши, милици има, нели? Тука има една мала баракичка, тука беше тоа, кај што ја прв пат седнав на едно добошче, еден тимпан, една чинела, тоа беше се од бубањ. И ти тогаш прв пат осети дека имаш чувство за ритам? Не, ја прв пат осетив дека... Палица во рак? Знаете што, сега да ви објаснам, тоа е најлошата работа, што ја ритмоите ги знаев онака, све и лупавме, нели? Аха, со рака знаеш да го... Да, али Друго со овака на палица. палиците, значи тогаш беше бегин многу мода, па твист, па она тату, знаеш, оно I can get на тој ритам. Така го викавме ние ритам и блуз и така натака. И после некое време, нема да веруеш, ја почнав една песма, па втора, и они вика, бе, слушај, бе, тебе те бива за бубњи, и вика, свири, вика. И така свиревме, да ви кажам, до крај на игранката издржав, вика, алал да ти издржа, и така почнав да свирам бубњи. Меѓутоа, од сето тоа, кога се вратив дома, и нормално ме праша, абе, слушај, како помина, бе, вика, дали исчука добро, вика, така, значи, тогаш така изборевме. Па викам, слушај, некако се снајдов и беа задоволни моите колеги со мене што свира. Морам да ги спомнам, да ти кажам искрено. Значи, тоа беше Чаче Петровски, значи, ритам гитара, соло гитара Чаве, бас гитара Столе, имавме пејач и понекогаш имавме и клавир свире. Свиреше Јовица, ако се сеќате на Јовица, кој на академијата преда Каровски, кој преда клавир, така да мислам, таа беше првата постава на Пламени и успешна, понатака работеше, праеше се до 70 година, така нешто, 69-70, така се сеќавам. Меѓутоа, интересно е да се збори за, речимо, луѓето не знаат, прва гитаријада у Македонија кога се одржава. По некои подаци се кажува дека било нешто Госер, па била, не знам, ваму таму. Уствари, правата прва гитаријада, каде што е стварно организирано и сите групи дојдоа. И, како се вика, тоа нема да верувате, во Гевгелие, во театарот. И уште ако им спомнам, дека на таа Гевгелијска гитаријада победи една група која уште ми е у сеќање многу добро нешто. Значи, верујте, тој у Гевгелија таа група Милстоунс се вика, или Воденички камења. И тој тихо еден бубњар имаше, замисли, ја доаѓам тамо, ако ми веруеш, прв пат гледам комплет бубањ Лудвиг. Викам, што е ова сега? Сега, викам, Година? Тоа е 67, така нешто. Значи, пази сега, јас тоа кога го видов, кога видов два звучника опрема, видов воксови, тоа гитари, фендери, фрамоси, не знам, джипсони, се чудам, викам, што е, за нас тоа беше стварно голем доживљај. Така да, таа прва гитаријада, мислам дека пресуди се за пуно тие групи. Ние, знам, као Пламени добивме прво место за најбоља композиција. Кој беа во Пламени други? И Пеце Ѓурчинов, заборев да го кажам пејачот, знаеш, така. Значи, у Пламени беа, ви реков, Љупчо, Столе, Чаве, Пеце и Јовица Каровски. Така. Да.
Океј, што правиш ти со себе? Дали почнуваш некоја музичка наобразба? Како стануваш, како што си? Дали ова ти денеска што го постигне покрај твојот природен, од Бога даден талент, дали имаш и формално музичко наобразба? Дали имаше и ментор? Како се развиваше ти како музичар? Бидејќи ти која се појави со Лепи Сол, со ништо не можевме да те споредиме. Гитаристи имаше вака така, нели Владко завладеа тогаш, ама имаше конкуренција Точак, Рама Точак или ова или он, а ти немаше. Па видите, ја мора да ви кажам како беше тогаш. Значи, мора да знаете дека пред тие 60-те години имаше и други групи, као што се Безимени, Бисери, Бицбез, Република 903 и така натака. И сега морам да ви кажам вака дека тие ни беа како, пошто у исто време почнавме некако, али они беа пред нас вака, тоа што викавме ова е појака група, нели, ова се така, меѓутоа, знаеш, секој имаше... Сами текнуе како ги нарекува, овие се појаки, да, добро, пошто немавме репер. Така, и онда кога, знаеш, овие се по вака, свират по рокерски, овие по нешто, ние имавме универзален, да речеме, некој репертуар кој беше, како да кажам, пола француски, пола енглески. И ако верувате, ова морам да ви го кажам, дека кога ја почнав тогаш да свирам, сватив дека сите групи кои се формирале тоа време, као што се и Светци, као што се Пацифисти, као што се Фикси, Вихори, значи, па тоа Република 903, еве Зоко, кој беше тогаш најбољи гитариста у тоа време, тоа беше нешто што да кажам, човек кој свири на 3-30-ки. АЦ-30, пази, и овие се чудат, викат, како бе ова што Джипсон имаше фантастичен денен. Така да мислам, зашто го зборам тоа време? Па тоа се тие времиња кога ние почнавме, кога сето тоа се дешаваше, знаеш. Меѓутоа, тој звук да го чуете, еве сега го слушате, да. Еве, ова сум јас. Може да пуштам? Да, може. Добро? Не, говори. Значи, овдека сме ја, Мики Тишлер, и Денки, и како се вика, значи Зоко и Мики Петковски. Значи, ова е слика кога 1971 година свириме со Драган Мјалковски, значи Република 903. Значи, прва плоча снимаме со тоа. Рокери и македонски мелос. Така е. Пред било кој прв да помисли. Така е. И добро звучи, остај друго. Значи, стварно понекогаш у момент, знаеш, некој викал, добри сте, не сте. Еве сега, колку има овдека? 40-50 години више. Така е. Човече, 40 години помина, ова не звучи ништо полошо. Али, ја ќе ви кажам на што се должи тоа. На што? Значи, првата група е формирана, група е формирана 1949 година и таа група у Македонија се викала ABCD. И нема да веруваш кој е првиот бубњар. Првата македонска рок група или поп група воопшто се вика како? ABCD. ABCD? Да. И сега ќе ви кажам, значи... Да видам дали постои нешто на YouTube, некој материјал. Тоа не знам дали стајле, али ја веќе го правам тоа у фундаментот на македонската музика, така да знам. Има, ќе го има, ќе го видат. Значи, сега ќе ви кажам одма, вака. Значи, у тоа време, значи, ABCD. Да, првиот бубњар бил Димитар Масевски. Димитар Масевски, Бог да го прости, стариот, легенда. Да. Значи, и уште го најдов бубањот кај господинот Сречко Трубач, кој го има тој бубањ, негов премиер, и тоа го најдов таа година и така дали. Мондак Ацо Пиперков, кој дојдол 49 година исто Джипсон на... Значи, Ацо Пиперков е на Данчо Чевревски вујко му, нема веќе. Кои години збориме? Тоа се 49-та, 500, така да се разбереме. Видите, за жал, можам да ги набрам сите тие музичари, меѓутоа следно ми е поентата да кажам. Знаете, во Македонија, тоест во Скопје, царувала француската култура. И кој вика не сме били верови. Еве сега ќе ви кажам еден пример. Значи, првиот филм кој е направен кај нас е Фросина на француски.
Вториот филм кој е направен Солунски атентатори, исто на француски. Третиот Чекај малце ми изненадаш, Мирно ја ги лето. знам тие на македонски, сум ги Да, гледал. ама се сум ги збори слушал. француски се таму. Може слободно да го погледаш. А као делови Така е. во филмот сегменти зборат на француски. Така. Бидејќи во тоа време францускиот Милстон бил... исто енглески се збори и така даје, и така даје. Значи, или Мирно лето исто, нели, на Милчин Таткому, исто така збори француски и така даје. Значи, сакам да кажам, во нашата овдека, зашто ја споминјам тоа? Заради тоа што у Скопје до домје на армијата порано имаше француска школа, во која се оформени, се мора да кажам следното, сите групи. И тука, значи, тука се оформени, тоа е неверојатно магнифико. Тука свиреле и Бич, и Безимени Република, тука мислам не Република, али овие, така да тие кои се собрани тука, у тој двор, тоа било као собиралиште и тука свирели работели. Меѓутоа, замислите, Македонија има хавајска музика, ќе се чудиш како. Хавајска музика, значи у Гевгелија, значи Добро, двојца од каде е типот. влијанието? Тоа сакате да ми Па, кажете? Илија Џаџев свирил хавајска гитара. Илија Џаџев. Тоа не го знаете, сега ќе го знаете. Па, нели, имаме и заедно со Маџиров, татко му на Маџиров, кој бил бубњар, заедно свирали, јако бил у Струмица, така они гравитирали тука на тие простори. Ондак, имате шпанска музика, нели Магнифико рекол. Па имате Evergreen, Шпато и сето тоа што го правил. Магнифико мексиканска ја Да, мексиканска, да. Мексиканска музика, точно. И ондак имате многу интересна работа умеѓувремено. Првите пејачи се јаваа Диме Поповски, Махаџиманов, Диди Дади, они биле АБЦ, се викале у Пајко Мало, тогаш една група. Али сакам да ти кажам, па ондак се појавуваат Нина Спирова, која фантастично исто така, она првите пејачи и така дај. И ред од тие. Знаете што, у тоа време од секој се пеел некој рок-н-рол, значи некој, како да кажам, многу интересен, на Елис Присли времето. Зоран Милосављевиќ, да кажем, и уште некој да ми просто не ги спомнам. И ондак се појави еден клавериста кој основа и радио, и хорови све спрема, човекот Владислав Палфи, прв познат, кој фантастично свирал, читал ноти од две страни и така. Тие генијалци кои се многу заслужени за културата на Македонија. Тука веќе се нова, прв пат у историја на Македонија се дешава следно. Ние победуваме на Опатија. Тоа значи, сега ќе ви кажам како. Ако се сеќаш на Поштад, имавме голем концерт, Ведран Божич дојде го донесе одлучењето. Која година зборим? 80-та. 80-та година? Да. А кој сте вие? Излез. Ексайд, така се вика. 80-та година ти си у Лепи Сол, колку знам? Ја ти кажам, тогаш свиревме, искочив од Лепи Сол и тогаш направивме излез. Така Ја, беше? Коко, значи Кире Костов, значи Карго, Лимо Не знам како беа и потресите. Маротов свиреше бас. Група Љани свиреше гитара. Љани? Да, Љани. Аријан Дема? Аријан Дема, да. Тоа беше спектакл. Бог да го прости него. Да. Ги имаме снимките све, само не знам дали сме ставили тоа. Ништо Тачно. нема. За Па жал. ќе ви тоа затоа го чуваме све у комплет да се види зашто. Сега ќе ви објаснам. На Опатија победивме и сето тоа се чуди. Чекај, добро, се извинувам. И вика како е могуче ово, одакle сте изашли, вика што е ово? Сега тоа го направивме, тамо победивме, направивме, свиревме и така да. Меѓутоа кратко траевме, добивме награда прва и за да снимеме плоча во Љубљана, тамо во Словенија. Меѓутоа понатака се случи што се случи. И ондак нормално. Не разбирам што се случи. Па, Ја не разбирам. Лепи Сол го прескокнавте. Не, сега не. Ја не го прескокнав Лепи Сол. Него сакам да кажам, тоа се се групи каде што не се стандардни, значи две гитари, бас, нешто вамо тамо. Значи овде првпат има дувачи, значи тројца, фантастични, значи Кире Костов, Каргов, Лимо, и тоа е фантастично направено. Ја ги имам снимките, во нека друга прилика ќе ти ги пуштам да ги пуштиш, да видиш, нема да веруваш дека такво нешто постоело тоа. Сме биле многу напредни. Меѓутоа, ја испуштив да спомнам една група која делувала 73-4 година, а таа се викаше Спектар. Тој Спектар членуваше Илчо Пеовски, првиот човек кој завршил Беркли у Македонија,
Коце Икономов, Папа Збумњеви, Кире Косов Труба и мислам дека беше не знам кој свиреше бас, мислам Ламбе може да свиреше бас и така натака. Или Коце, не сум сигурен така. Значи, фантастична група. Ние, така, Владко идеше, диркаше, така да види кои свират, како свират. Тоа кај Ванила, кај скалите, тука они вежба малце горе. Така да ти кажам, тие се тие почети. Сега малце хаотично ти зборам, али морам така, заради тоа што има многу случаи, многу групи, многу работи што сме правили и така натака. Сега, кога доаѓа време после Брег со Мики Петков и сето тоа, тука завршуваме се и онда ќе ја влегвам у Леби Сол. А он продолжи во СМАК, ако не се Он продолжи у СМАК и отиде у Америка, во Канада. После тоа и во Америка. Да. Видите, ова место Македонија е чаробно. Има страшни таленти кои на овој или на оној начин се манифестираат со врвни свирења, стварно мислам, виртуози. Али знаете што, у тоа време, мора да свати, у Југославија сме били, сме морале, еве, да речеме, Лебисол морал да пее на српски. А луѓето мисле дека сме сакали да пееме на српски. Не, мора да пеете, затоа што снимате за РТБ ПГП, и онда тоа е големо тржиште, тоа било Југославија, треба секој да те разбере, у војска си бил, се сеќам дека си учил, си зборал на српски, така ли? Така да тоа е тоа така у тоа време. Меѓутоа, успехот на Лебисол е голем, исто така Опатија победихме сето тоа. Многу интересно беше сето тоа што го спремавме, кај Бодан ми се чини беше тоа... Кога е формирана Леписол? 76-та година. Пред тоа е формирана, али званично со првиот албум 76-та. Што е официјалниот првиот настап на Леписол? Па, првиот настап... Корчагин ли е, Јосип Брос ли е? Па тоа не може се сетам ташно, да ти кажам право. Па не можам ни ја да се сетам, да кажам, знам тоа некој. сигурно, па, јас знам да у Драмски театар кога свиревме, тоа има печаток. Таа ја е добро ја памтам, бидејќи ја стоев и тогаш прв пат ја слушнав Абер дојде Донки. Да, ние свиревме и тоа беше и по факултете страшна се, али... реакцијата на публиката. Гаро, нема... Да. Значи, кога ја завршивте песната, да. Вие немате појма што се дешававте, бидејќи бевте копилјана, исти кој што бевме и ние. Така, така. И бевте феноменални. Имавте 4 појачала, имаше еден разглас само за вокал, најобичен кафански разглас беше. Јас стоев до разгласот која беше. Се отсвирува Абер дојде Донке. Ја завршувате као што се завршува песната и настанува штама. Ташно, хаос. У тој момент сите, ја ќе ви кажам вие како реагиравте. Сите погледнавте доле, бидејќи беше штама, мислам дека, мојот впечаток, дека ве фати срам, дека ова не помина кај народ. Тачно. Дека ова лошо. Владко Стефановски прв го се наведна и се тргна на кај маршалот, дека као нешто да мести. Он со телекастерот беше, со двете овако. Не за телекастер, он беше со SG. SG-то, пардон. Со SG-то беше. Овој уште не знам Рикенбекерот дали го носеше Бодан тогаш. И само знам кога завршивте, сите погледнавте доле и штаме, имаш неколку секунди. Владко се наведнува на кај појачалото, мислам дека повеќе од срам не оди, требаше нешто да уклучи. И во тој момент, кога се случи една експлозија, ама не аплауз, туку викање. Така е. Уаа! Ама сите у едно грло, и мене ми дојде, и сите. И сите прво почнавме меѓу себе да се гледаме. И нема да ја заборавам, ликот, бидејќи најблиску ми беше Владко, ја бев од лева страна. Ја бев нагоре, ти беше горе на едно мало. Беа оние твои браун бубњеви тогаш. Азба се вика. Азба беа без Ја тогаш прв донесе овака провидни плексиглас. Така. Се сеќавам на нив и не се гледаше ова. И Владко, у моментот кога викнавме, кога се сврте, со една насмевка озарена како младо дете, и тогаш мислам дека аплаузот траеше со минути, не можевте да ја почнете втората песна. Јас се извинувам, ти одземав многу време, но морав да го споделам, бидејќи сам да го споделев, немаше да има ефект. Но еве, ти кажувам, ние како публиката го доживеавме. И за мене, тој е првиот настап на Леписол. А зошто отидовме? Од кај знаевме? Јас стварно не знам. Тоа беше четврток навечер.
Страшно нешто. Од школа дојдем, оставив ташната у 7 сат, за у 8 сат да стигнам у Тоа драмска. се раскажуваше и глумциве што беа тама, аман без што сторивте деца, викава страшно нешто и одушевени. Меѓутоа исто тоа се догоди и у Опатија, уште поише. Меѓутоа ние не бевме свесни, тоест бевме така инволвирани тоа дека треба нешто да се случи и така натака. Али верујте, значи некој ќе рече вежбањето не се исплати. Многу вежбавме. Значи бевме спремни и кога снимавме плочата која снимавме, никој нема да верува. Кога влеговме ми се чини... Првиот албум? Да, од Цуги го свирахме. Немаше никаков проблем. Само на месата кај што се спојки малце вака се гледавме кај што треба. Мие кај Бодан подром тоа беше спремно све. Вие вежбавте секој ден. Да, по 6-7 сати. Каде вежбавте? Кај Бодан подром вежбавме. Нема да вериш у куќата доле. Верувам затоа што ние како деца доаѓавме, ѕиркавме и седевме надвор на тротоар да ве слушаме. Да. Видите, у тоа време се дешава нешто што малце луѓе знаат, недостаток на инструменти, сето тоа, меѓутоа Кој имаше инструмент, тој беше главен у градот. Така, и сега имавме оранж, ми се чини имаше за бас, Бодан. Владко имаше маршалче, така дали, а овие азба и така дале, и така, знаеш, свирката беше Коки, исто така имаше D6, ми се чини и еден Хонер D6 и Фендер пијано. Роудс, да. Тоа беше и Ел Логан имаше на крај, тоа Штрайк, нешто што држи тамо некој која Да, бидејќи на првиот албум доминира Хонерот која ќе го направише оние фрази пара пап. Дикиева игра. Да, така. И сега ние што направивме на крај, кога свативме дека треба стварно сето тоа да го представиме уште на повисоко ниво, Коки купи еден муг и така дале, сето тоа, вториот албум веќе сам знаеш како беше, третиот и понатака се другите албуми. Меѓутоа, многу интересно кога ја само ова може да се сетам од Лебизол, кај што сум бил најодушевен на Универзијада у Загреб. Па ти тоа не знаеш. Значи, цел стадион доле горе пун, а ние свириме. Тогаш тројца свиравме. Година? Неверојатно. Па не знам дали е што ја знам, мислам тоа многу давно е, тоа дали е 79-та или беше така 80-та, не знам така нешто. 79-та можда, не знам. Али у секој случај нема да веруваш, ние 80-та година идеме на јадранска турнеја, нешто ваму таму. И мислам дека, замисли, свириме со Биби Кинг, со Стени Кларк, Гато Барбиери, се у Загреб, во истата сала, во исти хотел спиеме, исто се дружиме, јадеме, пиеме, што ти кажам. Значи, пази, ние сме едина група у Југославија која со Биби Кинг наступала. Не знам дали знаеш, и уште Владко му се извинјаваше, пошто свиревме некои така интересни ствари. Они беа одушевени, Стени Кларк, таму првпат го упознав ја Сајмон Филип, што ти кажам, мислам, дури паличи джемав од него и ми дади тако. Тоа се незаборавни нешто, Еспланада, спиешко господин, сето тоа. Тоа беше некој живот, што ти кажам, на висока нога. Од друга страна, имавме концерти и со Бело дугме на Хајдучка чешма, се сеќаш и тоа. Океј, многу ми ги прирепуваш работите, ако сакаш ќе ги претрчеш пребрзо. Да. Ја би те замолил тогаш... Зашто сакаш, кажи? Океј, за Бело дугме и за твоите колаборации за Лепи Сол да одвоиме еден добар дел. Не, ама со Лепи Сол свиревме пред Бело дугме, тоа треба да знаеш, као предгрупа. Ај ќе идам сега Дикиева игра, тоа е една тема од првиот албум на... Да. Гара? Да. Значи, тоа е прва тема од првиот албум на Лепи Сол. Твоја потполно авторска песна, на некој начин сите бевте заеднички многу, ама нас многу не одушевеше, бидејќи ти максимално. Тогаш и ти се роди... Мали Дики, да. Мали Дики, првиот син, Диран. Не, он беше роден, уствари, извини. Пардон, и да ти кажам, он, како ја како го гледав, знаеш, имаше оградичка една, знаеш, и он како играше сето тоа ме инспирираше и така направив там. Знаеш, клавирот ми беше одма тука и така гледам он игри, така да... Али, што се однесува до моите деца, они од мало покажува голем интерес. Ке идеме секако со нив посебно, и они плюс ке ни бидат гости. Одиме со Дикиева игра и првиот блок реклами. Да.
Тајната на мојата убавина е Skin Lift колаген. Со старењето нашата кожа има се помалку колаген, резултатот на тоа се брчките. Skin Lift колаген го подобрува квалитетот на колаген влакната и ги намалува брчките, а моите ногти се сега подсврсти. Со Skin Lift колаген, мојата кожа е повторно млада и сјајна. Herbal Plus. Healthy Food – специализирани продавници за здрава и органска храна. Голем асортиман на органска храна и широк спектар на додатоци во исхраната. Безглутенска и веганска храна, органски витамини, без генетски модифицирани организми, како и комплетна нега со сертифицирана француска органска козметика. Специализирани продавници на Зегин за органска и здрава храна. Ова се билки. Ова е природа. Ова е Кројтерхоф. Природни и оригинални германски антицелулит препарати за природно затегната кожа. Ја негува вашата природа, ја чува вашата сила. 100% германски. Herbal Plus. Бело Кубано ја враќа косата, самодовербата, враќа густа и здрава коса. И затоа е единствено вистинско решение за сите проблеми на главата. Бело Кубано. Овој петок, најниската цена во градот. Само за вас. Свежо пиле пивка, 1 килограм за само 109 денари и хартија за печење за само 26 денари. Единствено во Тинекс. Ново Карваксил, патентирана П73 формула, единствено масло од диво оригано во капсули, ефикасен за целото семејство, против инфекции, без инекции. Ова се билки. Ова е природа. Ова е Кројтерхоф. Природни и оригинални германски конјски балсами за поубаво чувство секој ден. За сите генерации. Ја негува вашата природа, ја чува вашата сила. 100% германски. Herbal Plus. Ново Остеостронг, органски калциум и магнезиум со витамини К2 и D3. Потекнува од крајбрежјата на Јужна Америка, од црвени алги кои се берат рачно, се сушат и се мелат во прав, кој е извор на единствен органски калциум. Остеостронг алгекал обезбедува правилна работа на внатрешните органи, бидејќи влијае на преку 100 витални функции во организмот. Најновите студии докажаа дека Остеостронг алгекал ја јакне структурата и ја зголемува густината на коските. Остеостронг, потпора на вашата виталност. Herbal Plus. Телефон 02 3062 770. Дружењата со пријателите ми станаа мачни. Болките во зглобовите станаа неподносливи. Не е лесно, но за проблемите со зглобовите има решение. Сопрете ја болката пред таа да ве сопре вас. Вистинско решение. Flexiforce Plus. Правилен избор. Herbal Plus. Телефон 3062 770. Ве боли грло? Јас сум гасеницата Зори и доаѓам да ви помогнам. Лижавчиња за деца за грло содржат природни екстракти на жалфија и слез, кои благотворно делуваат на сува и чувствителна кашлица. Herbal Plus. Телефон 02 3062 770. Гелот од екстракт од слус од полжав е 100% природен органски производ против брчки, акни, флеки и лузни. Содржи комплекс на состојки кои ја стимулираат регенерацијата на кожата, ја зголемуваат нејзината еластичност, ја хидрираат и го подобруваат тенот. 100% германски производ. Herbal Plus Скопје. Гаро, иако си музичар универзален пар екселанс, сите некако ве поврзуваме, дури Лепи сол, Лепи сол. Тоа е експлозија која се случи во Југославија.
и се не интересираше и вие како личности, и вашата музика, и кој ќе излезеше, и кај што треба, и кај што не треба, а вие постојано и свиревте. Како изгледаше тој живот? Ја ми се чини дека вие постојано бевте на турнеја. Немаше место кај што не сум ве фатил. Дали у Макарска на некоја тераса, дали у некоја сала во Белград преполна, огромна. Сегде, од Триглав до Вардар, Нашите турнеи се познати, меѓутоа ние котиравме како најбоља југословенска група. Ние 1978 година бевме прогласени за најбоља група на годината. И од тогаш почнавме турнеи јадрански, значи Хрватска, цела Југославија. Замисли која си у едни големи простори така до 1200 км, тоа е лудило. Сега би сакал да ти кажам дека Леби Сол е една група која е составена од четворица луѓе кои се многу интересни по карактер, знаеш, тоа е страшно нешто. Мислам дека само тие карактери кои се споиле сме добиле некој ваков микс, тоа е ваква музика. Еве да почнам од Коки кој е така експлозивен, хармонски секако допринос голем има да сите тие работи, влего и секој ствари. Да пуштив некоја снимка кај што ти не си со Лепи Сол во 1985-та во Сараево, се извинувам. Ова е со друг колега, бидејќи вие имавте тие оние ротации, праевте што беа предизвикува огромно внимание. Да, беше Ѓуричич. Ѓуричич. Да. Како не, одлично, он е добар дел истера исто со Леби Сол. Меѓутоа, сакам да кажам, еве, за колку ти кажам, он е така, од секојаш бил импулсивен таков тип. Меѓутоа, за разлика од Владко веќе, пошто свирише со нас у Брек и сето тоа, он веќе имаше своја, како да кажам, една агенда во која се движеше, знаеш, така, си имаше он своје зацртано како што ќе биде и така накидале се композицијата, седнеме, работиме и секој дава свој максимум да се тоа се на некој начин обедини, значи да се аранжира и ако ќе седнеме у студио, ми правиме неколку снимки и од тие неколку снимки ќе избереме, ова е доброто и тоа го пласираме. Меѓутоа, значи не го пеглавте, не го мачкавте, не, такви работи нема. Не, па све беше продукт на многу трпно и долготрајно вежбање. Иначе, верујте, перфекцијата владееше во групата. Тоа значи дека исто Бодан кој, пазите, Бодан беше својствен по тоа што свиреше фретлес, боите на тонови беа многу битни во групата Лебисо. Многу битни. По тоа и се разликуваме од сите групи во Југославија. Така да, гитарата има специфичен тон, басот има специфичен тон, клавиатурите исто така, бубњевите исто така. Али видите, пошто некако... Много интересно уште. Мислам дека Македонија е, морам така да речам, нели, тие народни ритми и сето тоа, мислам дека ритмовите одлучија да се. Затоа што ритмот на Македонија и како е многу битен. Тој непарниот. Па да. И мислам дека и Абердо Едонки, и Јовано Јованки, и си заљубив едно моме, Море Сокопие, Шар планина, не знам најнова и така натака. Ритмите на Македонија по тоа не препознават. Јас, може би, да не ме сватите погрешно, на многу бубњари Југославија сум бил репер, се чуделе какви тие 7, 8, 9, 11... Не го разбират непарниот, така е. Види, јас што сум македонец и што малку се занимавав со тоа, значи, бара многу едно големо чувство да го разбереш тој македонски ритам. Види што е проблемот. Значи, нашите македонски ритми се толку специфични што се разликуваат од сите ритми кои се во околинава, да речеме балкански, по акцентите. Меѓутоа, јас, еве како дојдов до таа идеја, мислам, пошто пред тоа видовте, свирахме Безимени, Република 10 и така натака, тие ритми, да ви кажам, постојат како ритам раз, два, три, раз, два, три, да речеме 7/8. Али видите сега, треба да направите аранжман што ќе свири ногата, што ќе свири добошо, што ќе свири фусот и така натака. И онда сето тоа ако ќе го сублимирате во еден ритам, или ја правев некои многу чудни работи во кои мене, да речеме, често пати таа јужноамеричка музика ми инспирирала,
I onda si se prašao sav s tebe, kako moguće da razbiram se odmah, evo, južnoamerička muzika, odmah za 4/4 je razbiram. A mi je ko svirime 7/8, 5/8, 9/8, nekako ne lubim, se čudi kako ova, čekaj, ja ne razbiram što je to. Zato ja uspjev od dolgo rabota na tije ritmi, da napravim jedna poliritmika, znači da se sodrži ritam od 7/8 i 4/4 i 7/8. Kako to može najdobro da se ilustrira? Evo, može da ga čujete, сега ću vi ga odlupam. Može da ga čujemo u kompozicija, nešto Ovdeka konkretno ne da može pobaram? Pileki svirat ona, evo. Ne. Garo, možeš li da mi posočiš što bi možel da puštam za tako nešto da ilustriram? Da, pa može, pa mislim je pustite preska Dikjeve igre, imaše tamo elementi na to. Dobro. Marija možda da je puštite, tamo možda se osjeti. Marija Lepi Sol? Da, Marija, da. Tamo je ima tije ritmi. Dosta interesno. Napravi so nogata. Znači, to otprilike, evo, recimo 4/4 ovaka je. Evo, 1, 2, 3, a gore. Razara. Mnogo i taki drugi ritmo i taka nataka i pokomplicirani i sve to. Da. Ovo učimo Majko Kareli. Ok, ako može ta. Mi se pojavi drugo Marija. Da. Se objedom da, evo. Da. Ja se izvinuvam, počtovani mislim gledači, дека таму- бидејќи нели спонтано реков ни доаѓа разговоров, а во живо одиме, не е ова ништо монтирано. Dobro, odlično. Da, evo vidiš, to je to u park. Да, култната фотографија од Да, првиот албум много. снимена во Много градски dobro, парк. da, fantastično. И тоа баш овдека, тука во близина тие да. скалички ден денес. Što ubao momci sme bili vidjeli lepotani svijete. Да, све со коси, Со коси, со и sve. жени ве сака, Pa стварно da, девојките slušaj, лудуваа по Da вас. ti kažem iskreno, ja mislim deka ovaj period je najubavijat period od moj život su moji kolegi, zato treba što, da je. da ti kažem, pre toga imahme ludi sliki, ne slikaše jedan komšija tamo na Bodani, na Vlatsko. Da, fantastično, verujte, slikite bea toliko interesni na točaci ovo u park, sve, druženje. Mislim, stvarno nerazdvojni behmi, sve to. Međutim, Треба еден музеј за Лепи Сол. ja mislim da na ovom mjestu može se napravi jedna dobra skulptura na Lepi Solcite, tako u krug da vidime Znači- i tamo da bide fontana kada što će sviri muzikat na Lepi Sol. To bi bilo ide. fantastično, da. Значи ова е тоа. Da, Ем свири право, da. ем има непарен ритам во da. него. Dole bas bubnjac ide 4, a gore ide 7/8. Sad. Strašno mnogo dobro. Ovdje mislim deka ova pesna, ja sam zaljubljen ova pesna, Vlatko maestralno solo odsviri i svi te, pa da vi kažem, vidite, znate, evo gledajte, koki, baso, što da vi kažem, bubanjoci i sve to, mislim bile 4 tela, jedan duh. To nema da vera drugi. Evo, slušajte, evo da. Dum. Strašno, fantastično. Ova je pesma, u Zagreb svirime, u Lapidarija se sjećam ova pesma. Ovi ljudi ga, aman, da li je moguće ovako da svirate? Za njih beše ova stvarno osprovljenje. Mislim deka Marija i tekako kostiraše mnogo jako u Hrvatskoj. Оние што разбира музика малце Da. I u посуштествено. Beograd. Mislim, mi imamo koncerti, znajte kaj se Sava centri, sve toga. Ne znam, kaj sve ne sme svirale. Pa razni u Zemun sme svirale u Spensku. Колку идеа тиражите на плочите? Mnogo, to ne može За da vi што kažem, збориме? tačno, znaš, mnogo. За стотици илјади, за Така милиони? je, stotици hiljadi, ali da vidite, svega najnovo dobihme, kako se vika, 1900, znači prošla godina dobihme, 2016. godina, znači 100.000 ploči prodali. Šta ti kažem, mislim? CD-а или плочи? CD-a, da se razberemo. Како Лепи Сол. Kako lepi čov. Što sve nema? Pazi, ne samo to, nego... А реизданија на овие дигитализирани првите Oni албуми, ne svaki првиот албум.
не сваќаат овде публика, не сваќа. Знаете што, ние сега, како станавме само Македонија, малиот пазарот и не им е тоа, чудновато им е толку продадени плочи, сето тоа и така натака. Меѓутоа, факт е дека Лебисол е едина група на овие простори која стварно неизмерно имала огромен успех, па да имате огромен успех со оваква музика, е тоа во односу на комерцијалните групи пута 10. Да, бидејќи ова сепак спаѓаше не во жанрот на не знам, некаков поп, шлагер или чобански рок. Така е. Ова беше джез рок. Абе, ние имавме прилика у Земуну, Пинк сала, седиме, тешка индустрија, не што, сите доаѓа, нешто дава. Ние доаѓаме, се појавуваме и седи, пази, доаѓаме на ред да свириме. И ние, знаеш као гладни за музика, што ти седиш тамо, денашка почнеш, шибаш, завршuje све. Што направило, што е, пошто... Интересно, а вие се појавувате кога во светот, во Леписол, кога во светот замираат диносаурусите како Deep Purple, Bad Company, Led Zeppelin, Pink Floyd, последните работи, и се раѓа панкот. И кога во цел свет владее панкот, Police, Sex Pistols, се раѓа Depeche Mode, она, кај нас Леписол. Емерсон, Леки Палмер, Чик Корија... Сето тоа замира веќе тогаш. Емерсон, Леки Палмер, 75-та... Ама уште траеше да речеме... А во Македонија се раѓа джез рок. Да, джез рок. И онда доаѓа, значи, нормално Џо заминул. Мислим, тоа Веде Репорт, страшно нешто. Штени Кларк, не знам, как се вика... Знаете што, у тоа време многу групи се слуша и така натака. Меѓутоа, знаете што, ние бевме оригинални. Ние успеавме македонска фолклор да го протнеме низ една стилска определба у тоа време. И тоа беше многу тешко, верујте. Имате на места класика, на места имате што ја знам и така натака. Дури снимавме со Дарко Марковиќ, се сеќам, овака една иста ваква музика, у некои фрагменти кај што он исто беше Златна ружа, доби голема награда, со нас, нормално, Каша се викаше, тя ми текна. Така да тоа е доста интересен податок. Каша, се сеќавам цртаниот филм Каша. Да. Видите, нема што не. Па имавме филмови, нели, филмови за љубов е потребно трое. Чекај да видам дали ја има Каша сега. Види, затоа ми е убавината, можевме да ја снимиме емисијата, па ја цел ден да ги местам овие работи, а мене ми се свиѓа вака спонтано да ви Каша ја спомна. Каша, Дарко Марковиќ. Да. Монтре, Златна ружа. Дали ја има? Ја нема. Ја нема, за жал. Па требаше да има, не знам зашто нема. Океј. Али добро, тоа се остава група. Значи ќе ја побарам за подоса малку. Да. Сега има нешто друго, значи што е уште поважно од сето тоа. Знаете што Лебисол со многу турнеи. Шпанија, Русија. Русија, морам да ви кажам, тоа беше откровление. Значи путување. Зашто откровление? За женски или за публика? Пази, 7 дена у воз, дали ти се веруе? Од каде до каде си? Она турнијата трае? Не, турнијата трае, него до едно место стигне 7 дена у воз. Знаеш колкава е Русија, тоа не е нормално. На прашање, ние свиривме со група Арија, исто така имавме една група која идеше после нас, така, ние свиревме први после они. Така да на стадиони свиревме, се дека. Значи, Краснодар, Краснојак, Новорасичк, мислам што ти кажам, Киев, па идевме доле, как се вика, мислам дека беше, па да ти кажам, многу градови се тоа, што да ти кажам, мислам, тоа е неверојатна турнеја и можам да ти кажам, многу интересни случаи имавме тамо, али русите свират исто. Тоа, мислам, неоспорно е. Неверојатно, тоа е еден многу голем музикален народ кој стварно одлично се музика. Јас само знам дека Леписол и Ѓорđe Марјановиć, само Ѓорđe Марјановиć полнел повеќе од вас во Русија. Така е. Значи, Ѓорđe Марјановиć се кажува дека секој концерт на стадион имало по 100.000 луѓе. Ѓорđe Марјановиć. Исто и мие, значи тоа беше пуно. Значи, кај што свиревме се по стадиони, тоа беше препуно, стварно.
Сега, да ви кажам... Се исплатеше ли бе тоа толку работа, толку ова? Како не. Видите, да ви кажам нешто. Група Лебисол е една фантастична група во која доминира, нема да веруете, уметничкото свирење. Луѓето не сваѓали, мисля дека ова е навежбано свирење и готово. Не е така. Ние се читавме еден со друг. У секој секунд знаеме кој што сака и да каже, ако треба и тоа, ако видиш дека еве нешто ти се дешава нешто да речеме си со идеите пократок или подугачок, или се продолжава тоа, или се скратува, така да мислам тоа е една играна екипа која е мислам феноменална, верујте. И јас се надевам дека ако можеме да збориме за период од 100 години, така да речеме, мислам дека група Лебисол е едина овде на овие простори која стварно направила ршум, секој поглед. Сакате у концерт, сакате... Колку албуми излезе ти со нив? Па едно 10. Едно 10 албуми направивте. Али ја имам снимено после со Оливер Мандич, имам снимено... Сега да идеме, за тоа. Имам Значи, ти беше големото изненадување, бидејќи Лебисол ги сваќавме за езотерија и ништо слично. Но ти правеше потези кои толку пријатно ни изненадија. У момент можеби сме изреагирале, не ни памтам како, ама сега ми е јасно колку трага оставено. Соработуваше со Биело дугме, со Здравко Чолич, со Оливер Мандич. Да, со Смак. За Смак не знам. Ето, со Точак сум свирал бар 10 концерти. Чекај сега, ќе го извадам микрофонот и ќе го соблечам сакото, бидејќи малку ми назад, Смак беше една од моите омилени групи и јас многу ја памтам заради ја имав Точак, некако да се јавам тука на Точак директно и он ќе се јавеше, немаше никој проблем да ти каже. Точак е жив и здрав. Жив и здрав. Фала му на Господ, нека го поживе. Мислам дека они се едина група у Југославија која збориме Точак гитаристот, он беше малце едната страна му беше парализиран. Ниф умре пејачот сега, иначе пејачот. Борис. Борис. Така е. Јас свирев тогаш Точак. Мики Петковски? Не. Не? Не беше Мики тогаш. Беше еден друг гитариста Микан од Приштина, ќе ти кажам. Онда басиста свиреше Лола, познати Лола, кој не е меѓу живите. Ние направивме ршум, да ти кажам, по цела Јужна Србија свиревме, 10 концерти. Може ли барем да им илустрирам, бидејќи ја и ти знаеме, нашата генерација знае, малку да им кажам што беше. Значи, во тоа време... Улазак во харем или зајди. Што да пуштам? Улазак во харем беше првото, ајде. Да. И тогаш меревме, кој е подобар, Точак или Патакот? Владко Стефановски го викавме Патак. Еве, како тоа звучеше и за нас, тоа се преслушуваше. Еве, само чисто илустративно. Ти не си во оваа постава? Не. Да коментирам, оваа песма е свира, они пред Deep Purple, кога дојде у Београд. Они беа пред група. И му кажа на Блекмур некој работи. Така е, беше одушевен. Само морам да ти кажам, ова ме посети на уште една ствар која е многу интересна за тоа време. Ке идам у Ниш, ке идам кај овој да му земам интервју. У Крагуевац. У Крагуевац, извинувам. Смак од Крагуевац. Добро. Ке идам у Крагуевац да му земам интервју, да се поздравам со човекот. Имам ја овој, како се каже, телефон, ќе ти дам контакт. И Радо ќе ти дај, многу е фин човекот. Друго, ја мислам дека он прекрасно ја отсвире зајди. Значи, тоа е страшно нешто. Ево, мора да ја чуете. Мислам дека е тоа секоја чест. Не само тоа. Големо поштување на нашата музика. Значи, она што го направивте вие со македонската музика, изворна народна, тоа Смак го направи со српската. Твојката да ја дојдеш на такво едно високо ниво. Па сега видите колку сме ние богати овде у Македонија со овие неправилни ритми. Но и ја капираше вредноста на македонската музика. Да, еве, пуштите да видите. Они спојуваа хард рок, блуз, фолк во еден фан. А Р.М. Точак стварно еден од најдобрите гитаристи на Балканот на сите времиња. Така е.
Го осетил, ја разбрал. И го сакав, но ти беше таков мрачен тип, црн, онака строг делуваш. А баш ми е драго што ми кажеш дека многу топол човек. Много топол човек. Обратно možda така изгледа, али он е, верујте, неверојатен. Прво, еден писмен музичар, кој има завршена школица до тоа и така натака. Меѓутоа, видите, ја не би ги упоредувал гитаристи, знаете, стилски се неупоредливи. Се извинувам заради тоа. Јас само сакам да им кажам, такво ни беше времето. Така е. Тогаш меревме. Сега не. Респект, секој си има своје. Тогаш знаете како беше? Сега ќе го намачкам и нема проблем. Знаеш, она, така беше. Тоа е, Гаро, како знамињава кога ти ги ставиш. Секоја земја, секој си има своје заслужено место на иста рамнина, така и гитаристите и музичарите. Али сега би сакал да ти кажам, сега би можел да пуштиш да кажеме нешто што стварно, мислам, јас сум одушевен од таа песма, кај што свириме, значи, тројка свириме. Песмата е Бистра вода. Со кого? Пушти ја Бистра вода, не е важно. На Лепи сол? Да, на Лепи сол, да. Тоа е едно од најтажните и најтешки песни. Многу, нешто лепота. Значи, Влатко тука и Бодан, една кулминација имат на свирење фантастично. Значи, ја колку разбрав, Бистра вода ја запишал заради трагичната смрт на неговата мајка и инспириран од болката. Владко Стефановски е креатор на оваа песна и се надевам еден ден ќе разговарам и со него овде кај од оваа страна и тоа набрзо. Но ти благодарам што ја спомна, еве, од почети да ја како басот, пази, никде не се случило у една ваква песма да упоредно идат две теми. И бас свири една тема, и импровизира Владко и така натака, и ритмиката си оди нормално као што треба, и така натака. Еве сега така. Али затоа сега можем да ти кажам, она страна кај што почна 71, 2, 3 година, кај што почна, нели, тој джез рок да доминира. Уствари, мојата прва песма беше, се викаше У сенци. Меѓутоа, тоа е многу интересна песма и така натака. Меѓутоа, мене лично, каде што стварно, мислам, ми се допаѓа, јас сум направил стварно стварта каде што луѓе не знаат дека свирам и вибрафон на таа ствар. Фантастична е. Може да ја пуштите од третиот албум, значи... Гаро, не би се навраќал таму сега, затоа што почнавме за твоите соработки. Почна за Смак да збориш. За Смак, да. Со Смак имавме 10 концерти. Врло интересантно. Сега останува Оливер Мандич, Оливер Мандич му снимавме, Биело дугме, на Оливер Мандич, твоите соработки. Да, 2 песни му снимавме на Оливер Мандич и неколку песни, ствари, на тој албум, кој он ги снимаше со мене. За кој албум збориме, се извинувам, која година? Луѓе ме нежно, ако се сеќаш. Значи, тој е култниот албум кој направи хит. Нешто. Значи, останат се на мене, луѓе ме нежно, и тако дале. Ту месеци нисам кресо 6 месеци и тако дале. Неговите се песни доста интересни. Али сакам да посечам и нешто друго што до сега не сум го кажал тоа. Тоше Поп Симонов сакам да го спомнам, тоа е еден многу наш јак музичар наш и одличен снимател, мислам, као... Се повлече, тој не се занимава одамна. Да, само сакам да ти кажам, он кај него дојде прв пат една многу јака група,
I on me vikna, narodnjaci bia stvarno, ali ja im demonstrirав како требаше тоа сега се направи и отсвирев тамо. Тие ритми ги освирив, мислам дека беше тоа фантастично. И зашто вака се навраќам, аз кога скокам, заради тоа што сега отпуснем и мене ми доаѓа тоа како било и така натаму. Затоа што тогаш прв свиревме ја, Тоше, имавме еден бенд, они Радко Никок се вика, Кучкар, исто така, Кирил Джајковски. Тоа беше една многу убава свирка заедничка. Знаете што од секојаш така сме... Сите ваши настапи ги имав и ваши проби, ја бев таму, ама кој ме приметувал мене во тоа време. Така, и сега кај Леписол се вратиме. Не кај Леписол. Значи, не, идеме кај, бевме кај... Здравко Чолич. Да, Здравко Чолич. Значи, толку сакаш, за Оливер Мандич имаш ли уште нешто да додадеш? Па има, додадеш? да ви кажам, само да ти кажам како ме дочека. Не знам. Ме дочека така што на станица дојдов ја железничка и ме дочека со Rolls Royce, со шофер така се, со чизми, што ти кажам капа. И ја викам, извините, викам, не сте погрешили? Ви сте Гаро? Јас сум Гаро. Чекала со Оливер, кажу, студио 5. И ја влегов унутра и све тоа. Мислим, пази, он беше голем шминкер, така да тоа е страшно, што од него може да доживееш, тоа е страшно нешто. Онда со Здравко Чолич цела турнеја по Македонија и Лутевича срца заедно свиревме низ цела Македонија концерти. Значи со Здравко Која година? Тоа беше благодаречи на Джаро, значи Джаро ме вика, слушај, готово, нема бубњар, мора да дојдеш да свириш, вика, и така дали. Исто така за Бело дугме Джаро. Чекај сега, задржи се на Здравко Чолич да го довршиме за да не се навраќаме. Здравко Чолич, пази, имавме 10 концерти низ Македонија. И јас свирев со него, сите негови песни ги знаев и онака, не беше тоа нешто проблем, али он од тогаш и задреден беше. Со него се запознав, тоа малце луѓе знаат, на Скопје 71 кога снимивме прва плоча, нели со Дај ми молније Драган Мијалковски, и овдека би сакала вака со пуна уста да го пофалам еден човек кој е стварно многу заслужен за македонската култура, а тој е Љубомир Бранџолица. У неговиот фах се докажал како у забавната музика, како балетот и други песни кои правил други негови проекти. Мислам, јас со него имав еден балет, правевме заедно, тој е човек, врло инспиративен човек, ми даде широк диапазон да можам да свирам што сакам. Така да неговата, нашата соработка беше врвна. Тој е неверојатен човек. И би сакал да му се заблагодарам, баш ако гледа вечерва, за се што направил за Македонија и за македонската музика, поготово за балетот, тој човек кај што јас свирам. Тоа ми било многу драго да го чуе, иако е оно доста години, али тој е многу од најаките музичари на овие простори, бар у тој домен на он кај што работи балет и така. Мене ми е жал што само толку малку се задржа на Оливер Мандич, Здравко Чолич. Ајде идеме тогаш идеме за Биело дугме. Идеме Биело дугме, значи Биело дугме. Беше голем шок во тоа време, медиумски, кога разбравме дека во Бугарија имавме Гаро Тавитјан 45 концерти. Беше медиумски шок и просто неверување, па нели дали е тоа добро, дали не е добро, се извинувам. Дали е тоа добро, дали не е тоа добро, Гаро Тавитјан во Биело дугме. Ни беше незамислива таа комбинација. Сега ќе ви кажам. Како се случи тоа? Многу едноставно. Джаро доаѓа и ми вика, слушај, Гаро, Ипе у затвору, Джиджи у војска, луѓе потпишале уговор у Бугарска, треба да свира тоа, молим те, дали мислиш дека можеш да седнеш да ги свириш да работиве? Знам дека ги знаеш нивните работи, ама без проба како? Викам, слушај, нема никако проблем. Ги знам песмите, овако од прилике сето тоа, меѓутоа ќе ги свирам. А зошто прифати? Заради тоа што Бело дугме беше тоа најбољата група Југославија у тој сегмент. И Бреговиќ ми беше многу интересен у тоа време, Бебек и така натака. Па добро, и Бреговиќ беше перфекциониста. Како успеа брзо да се... Имаш втели проби со Биело дугме претходно? Нема проби никакви. Они ми дадоа само да слушам некои песми и другите што не ги знаев. Добро. И се сеќавам, мислам, чето тоа, додека патував со воз до Загреб. Нашите прв концерт беше у Загреб, тоест беше у неговото родно место Чврстец. Тоа е Загорје, он е Загорец, нема врска ни со Босна, ни со Срба, ни со... Да. И онак, тој е пребогат човек, има богата фамилија и сето тоа, имот и сето тоа, коњот, гледа и тоа.
ја кога дојдов тамо, цело село беше, и да ти кажам, тоа ни беше единствена проба. На лицу места правиме концерт и тоа, мислам, многу брзо влегавме у што, немаше никакви проблеми. Бидејќи Ја мам, да ти кажам, на бубњети, и он кога види дека ја мам доста јако, знаеш, него му се прави кеф, така, само кажем, молим те, Гаро, да ми не пресвираш ствари. Тоа ме беше. интересираше, бидејќи неговата музика не е тешка за свирење. За тебе е тоа гола вода, со една рака ќе го отсвириш, тоа што бубњарите на Биело дугме со 4 го свире, освен Ипе Ивандич, кој, Бог да го прости, Знаеш што, Бреговиќ е многу големо име. Но како успеа да го склопиш тоа, бидејќи, нели, таа форма бара точно да се отсвири тоа на почеток, тоа на крај и да се заврши, да не биде прелупување. Види, ритам секција има фантастична. Реджик свири фантастично. Зоран Реджич. Владо Правдич свиреше клавиатури. Бебек пејач, нормално. Горан Бреговиќ гитара. И сега ја бубњеви. Сега ти да си ме видел мене, ја како сум издело, ја бев у оддело, војничко оддело, цело шарено на америчко. И шатиран жуто зелено, што ти кажам. И таа година 80, се сеќам 81, отидовме у Бугарија, мене кој ме виде чизми некој на мене и така натака. Тоа беше, како да ти кажам, васиона за мене беше. И замисли, ја уште има вибрафон позади стаено, пошто, знаеш, ја стално си размишljал кога правам соло парти така. И он вика, слушај, видим да волиш да свириш соло парти, ево, ја ќе ти дам простора, каже, ево, свира, рецимо, Софија. Не збори српски, не мора, мислам, окей. Да, добро. И му вика у Софија, вика, слушај, сад ćeš на свим концертима, вика, да свираш. Морам така да го цитирам. Добро. Ја викам, ќе свирам на сите концерти, седам, се местам, значи свириме што свириме програмата све и сега ја треба да дојдам. И ја почнам, трапа, труба, свирам, нешто, она. А публика, што ти кажам, цел стадион, тоа вика. Знаеш како, имавме одлучење фантастично. И кога ќе завршам овај, како се вика, солото, публика одушевена сето тоа, и сад вика, сега ќе свириме, вика, не свире мала моја, знаеш. Не свире мала моја, одма, знаеш, продолжаваме, така се договоривме, и има, нели, та, Тоа е доживјето стото. Така, свиревме као пред да влезем у песмата. И почнем да, значи, ги преаранжиравме, а после тоа не свираме стото, го свиравме и така да беше многу интересно. После некое време, он имаше многу така... Како беше, колку концерти имавте во Бугарија? 45. 45 концерти на стадион. И сите ги отсвири заедно со... Сите. Тоа беше прилично лукративно и за тебе. И финансиски секако. Па, но тоа и мислам. Тоа беше лудиво. Тоа, значи, пази, таков третман... Секс, други, рок-н-рол, како имав? Све што сакаш, тамо беше Тица. Не девојката на Бреговиќ. Лиљана Тица, манекенката позната. Она многу ми помогна, знаеш, кој идев у фришоп да женам и да купам некои работи од шминки, а не се разбирам. А таа е една таква лепа жена, згодна, мислам, не знам дали тоа може да е перфектна жена. Он не знам дали остана со неизе. Не, она не... Добро, не е важно. се разидува, без разлика. Не ќе што да се жени, тоа беше сега. Иначе, Бреговиќ е институција. 3 јазика збори, 2 факултета завршил, луѓето не знаат, одличен текстописец и прави она што бара публика. Значи, он нема никаква допирна точка со некаква си, сега не кажем, джез, рок, мак, вална. Коректен тотално како што треба. И тачно знае што сака публика, што знае секој место. Значи, он направи од Македонија зема, нели, од Македонија одлични песни зема од Косово, нели, она... Косовка девојка, Роке Мандолинен и така дале. Он беше савршен у тоа, значи, да... Како југословенски продукт. Што е најбоље да го даде на... Со кого друг уште работеше ти? Па ја работев со Тома Домите свире, со Дао Топич, со Јосип Алисац. Имав 2-3 концерта, да ти кажам, што у Сала Центар, што у Македонија, што на други места. Со Тереза Кесовија. Ми се чини, нема да веруеш дека сум свирал со... Мислам, тоа се, да ви кажам, ја заборев да кажам дека имавме едно предзнаење, уште од времето на Мики Петковски,
свиревме по море, знаеш, ако ќе по море. Знам, ве гледа во Окей. Макарска во хотел так. Далмација Кај на не- терасата. На тераса, кај све што не правивме. Па после тоа, од таму упознав многу луѓе, така да некои контакти од тогаш беа, онда со Оливер Драгоевич, нормално. Па онда свирев со, сега ќе ти кажам, врло интересантен еден пејач, можда го знаеш, он свиреше у Септембар група. Фантастичен пејач. Ох, кој да се сети на тоа? Не се врти. Тоа е добро. Мислам и да го кажам, не го знаат луѓето. Тоа се све типови кои со кого вака сме се сретнувале, сме прелеđemчеше и така натака. И на крај, како се вика, морам да ти кажам, ја не можам да се сетам све со кого не сум свирал, пошто ми се чини имам недека запишано тука да видам, али тоа е страшно многу, да ти кажам. Еве сега ќе ти кажам со кого, сега види. Значи, со Масимо, Ю група. За Ю група ти кажам. Ю група. У Ю група сум свирал у Ниш. Цел концерт. Тоа е неверојатно. Онда сум свирал со Харе Кришна. Таа ми текне. Бог да чу. Спаѓа, сум свирал со Дал Топиша, рековме Јосипа Бреговиќ, Смак, Томаш Домите, со Желјко Бебек, нормално. Сега со Лутајуча срца, со Борис Бидецич и Билјана Ристич. Сега, дури со оваа Драгослава Генчич свирев, да ти кажам право. Не те разбрав? Драгослава Генчич, тоа е една певачица која пее унгарски песни, страшно нешто, опасно пее. Сега, првата група, заборев да ти кажам у почеток. Вака, Дадо Топич, Балашевич, Јосипа Лисац, Парни Ваљак, Смак Аки, Ю група, Бошко Петрович, Зоран Преди, Рам Абадеус, Со Аки. Борис Бизетич, Атомско склониште, Масимо Савич, Тајм, Точак, Маја Оđаклиевска, Лутајуча срца, Пламени, Република 903, Излез, Топ, Безимени, Брег, Без, Кочо Петровски, Есма, Танец, Кочо Драган, Петровски, ташно. Мијалковски, Гоце Арнаудов, Владо Јаневски, Калиопи, Каролина, Меморија, Арија и така натаму и така натаму. Имаш преку 40 национални и домашни награди и признанија и тебе вкупно негде ти се бројат 30 албуми. Не знам дали се сеќаш ти на Андреа Сопронов. Добро, не се Најдашо сеќавам ти го се. кажам, зашто тој човек беше еден од најбоljите пејачи тука и со Трте заедно имавме група. Тоа одамна. Со Трте? Да, Трте. Па Трте беше бубњавар А исто. ја бев гитарист. А ти беше... Тоа сега да ти кажам. Трте ми се свиѓаше што кога ќе ги качеше чинелите највисоко што може. Бек Трпковски, да, горе, да. Горе. И он кој што беше слаб и Да, висок, да. и кога ќе ги удреше, тоа изгледаше Сега, не знам спектакуларно. дали знаеш, доби војна... Ама ти беше првиот, например, што ги направи најголемите комплети на on stage со два бас бубња и прв пат кога те слушав на два бас бубња кога идеше Да. и октафоните кога ги донесе, тоа беше Октобанци. октобанците која беа и тие исто фантастично звук. Значи, и сакам да го спомнам Агром Бериша, со него свирев исто. Добивме Бојан Чедондрински награда. Тој е исто одличен пејач, една е шикерка му и така дали. Сега види, групите Параметиум, нели, тоа е фантастично нешто, тоа има што, да ти кажам, ако можеш од Параметиум една песна која многу ми се свиѓа тука, таа се вика Vision. Океј. Тоа е фантастично, значи таа не ја кажавме, така да... А да не ти кажам, со Аки, нели, у Тор свиревме и така натака. Океј, одиме со Гарој Парамециум и темата Vision, а потоа лепиме и вториот блок реклами. Па полека ни истекува ова навистина интересно време и да се вратиме последниот дел од разговорот, уште на кратко ќе биде за денешницата.
Тайната на мојата убавина е Skin Lift колаген. Со старењето нашата кожа има се помалку колаген, резултатот на тоа се брчките. Skin Lift колаген го подобрува квалитетот на колаген влакната и ги намалува брчките, а моите ногти се сега подсврсти. Со Skin Lift колаген, мојата кожа е повторно млада и сјајна. Herbal Plus. Овој петок, најниската цена во градот. Само за вас. Свежо пиле пивка, 1 килограм за само 109 денари и хартија за печење за само 26 денари. Единствено во Тинекс. Ново Остеостронг, органски калциум и магнезиум со витамини К2 и D3. Потекнува од крајбрежјата на Јужна Америка, од црвени алги кои се берат рачно, се сушат и се мелат во прав, кој е извор на единствен органски калциум. Остеостронг алгекал обезбедува правилна работа на внатрешните органи, бидејќи влијае на преку 100 витални функции во организмот. Најновите студии докажаа дека Остеостронг алгекал ја јакне структурата и ја зголемува густината на коските. Остеостронг, потпора на вашата виталност. Herbal Plus. Телефон 02 3062 770. Ова се билки. Ова е природа. Ова е Кројтерхоф. Природни и оригинални германски шампони и балсами за природна убавина на вашата коса. Ја негува вашата природа, ја чува вашата сила. 100% германски. Herbal Plus. Дружењата со пријателите ми станаа мачни. Болките во зглобовите станаа неподносливи. Не е лесно, но за проблемите со зглобовите има решение. Сопрете ја болката пред таа да ве сопре вас. Вистинско решение. Flexiforce Plus. Правилен избор. Herbal Plus. Телефон 3062 770. Ново Карваксил, патентирана P73 формула, единствено масло од диво оригано во капсули, ефикасен за целото семејство, против инфекции, без инекции. За прв пат во Македонија, природна изворска минерална вода од белите планини на Крит, со алкална вредност pH 8. Watermania, единствена на пазарот вода во пластични шишиња, BPA free. Nera Kritis, алкална вода во нетоксична пластика. Ексклузивно, само во аптеките на Зегин и Healthy Food by Зегин. Бело Кубано е лосион за растење на нова, јака и здрава коса, против опаѓање и губење на косата. И затоа е единствено вистинско решение за сите проблеми на главата. Бело Кубано. Ве боли грло? Јас сум гасеницата Зори и доаѓам да ви помогнам. Лижавчиња за деца за грло содржат природни екстракти на жалфија и слез, кои благотворно делуваат на сува и чувствителна кашлица. Herbal Plus. Телефон 02 3062 770. Гелот од екстракт од слуз од полжав е 100% природен органски производ против брчки, акни, флеки и лузни. Содржи комплекс на состојки кои ја стимулираат регенерацијата на кожата, ја зголемуваат нејзината еластичност, ја хидрираат и го подобруваат тенот. 100% германски производ. Herbal Plus Скопје. Ова се билки. Ова е природа. Ова е Кројтерхоф. Природни и оригинални германски антицелулит препарати за природно затегната кожа. Ја негува вашата природа, ја чува вашата сила. 100% германски. Herbal Plus. Позиционири се на вам. Ете, благодарам. Добро. Продолжуваме со разговорот. Покрај тоа што професионално се надградуваше и семено. Во стабилен брак си веќе со децении од почеток, 2 прекрасни деца, врвни музичари. Кажи ми, како сопругата ви издржа сите вас, бубњари, со лупање, со свирење и така натаму? Со што се занимава она? Види, она прво се занимава со нас, па после со све друго. Како ве трпи? Ја види, користам прилика да се благодарам и за мене, и за децата, и за сето тоа. И мислам дека она да не се лажеме, да немаше она... Да, по стара пословица и за всаког успелог мушкарца стои жена, како викаат. Меѓутоа, она стои стварно и за сите нас и мислам дека жена ми
kako iskače sa nas, samo možete Nezi da je prašate, pošto mi je to otprilike znajeme kako je, međutim ona Treba najviše jedan osjeća. serijal so soprugi neuspešni maž. I mislim da oni bi imali mnogo što da kažat okolo toga. Treba jedna takva emisija. Site gosti сега што доаѓаат, Tačno. жените да ги поканат. Definitivno. Inače... Како Дики не стана бубњар, стана врвен пианиста, а Гаро стана бубњар. И Дики која се роди и Дикиева игра, он уште од мал имаше снимки, ти пушташе беше на тука сега нешто ќе ви кажам. Дики има дипломирано ударач. И он свири бубњеви, а вие не знаете че ломпач. Знам кој се менја. Гаро исто така има завршено ударач. Кој попушти, пошто два бубњара на сцена лошо е. Еден треба да свири хармонија. Види да ти кажам, нели у песмата Дикиева игра. Така. И тамо можда си приметил стои има еден вибрафон кој го свира и така натака, сето тоа така. Значи, у тој хаос се издефинира, дефинирање на децава следно беше. Значи, Гаро, бубањ, вака, кога се постои како малече, вака со рукиве, вака кога се постои, како ова е бубњар. Немам што да кажам, пази, готово. Точно знаеш. Дики исто така, све тоа, меѓутоа клавир и сето тоа. Имахме дома пианино и да ти кажам, знаеш што, они толку макотрпно работеа сами, се. Значи, пази, некој ќе рече нешто татко им, не е татко им само беше може овде околина кој гледале што правам, како правам. Меѓутоа, најтешкиот товари, сами се изградија како личности еден и од другиот, дури ја учам од нив, што да ти кажам, мислам, тоа нема да веруеш. Тоа е така. За мене, затоа што си дел од некое моје младолетско, јас сум бил дете кога ти свиреше, за мене си број еден. Ама, стварно Малиов, која ќе дојде, ова е, не знам од која планета го домакне. Да ви кажам, дека вас, имам теорија, дека вас, која сте го родиле детето, дошле елиени, ви го замениле од некоја друга планета и ова е чудо. За да го илустрираме ова, Гаро Тавитјан, браќа, на концерт на стадионот Филип Тори, Македонско срце, Македонско срце, и ова е неколку минути само да илустрираме солото, синовит, таткото и синот. Така е. Фантастично. Многу добра атмосфера беше на стадион. Да, тоа е фантастично. Цел стадион. Гледај каква техника има Гаро, ова е неверојатно. Не ме учи за Гаро. Гаро свирел у моја емисија. Ти си прв пат. Така е. Гаро со бургеви на дојде на мене. Чекам заедно двајцата да чуем. Еве сега. Тоа ми е. Слушај, на 60.000 луѓе овде да го преш, знаеш што е? Тоа е доживле, не види. Само го уситно е. Да. Само го уситно е. И све унепарно. И секој екстремитет различно свири. Тука беше гост Рани Крија. Не. Ова е твојата тама, легендарната. Уште ги имаш тамите? Сонорот си извино. А имаше едно време тама, ако не се лажам? Не. Не, тама не. Стално се прашувавме Били Кобам имаше... Слингеланд, Сонор, Азва, Лудвиг. Зошто не тама, бе? Неверојатно, ствар на укус. Готово, толку ми треба. И Октобани. Пај се овде. Све у триоли. Ролање.
Pazi sad. Ne može da završi me. Не може да се заврши. Никој не заврши. Da, i ovo je kraj tega. Ali ovo je meni lepno. Zname to, sve to, vidi publika, ovo je Да, ова е dođelo. ден на независност на Mislim Македонија. deka, Никогаш убаво da. Znači mislim deka ova jedna što slobodno možete sedi i hvala mu na Gospod što mi je omogućio ovo da ga napravim, da ti kažem iskreno vas. Pazi sad. Eto, to беше dobro. Dobro, idemo dalje сега. Значи, кој последен да заврши. Грен. Значи е последно да бе. Ау, тоа знам од времето остана. Бидејќи тој последен тој иде понатака. Тој е фраерот на сцена. Така е, браво. Па затоа и сака да го пуштиме. Добро, феноменално. Но, еве, и добро е што децата се подобри од таткото. Добро е што напредуваат. Ако професорот Pazi. Тоа покажува колку голем човек ти си. Така, добро, видите, они давно ме надминали и сето тоа нормално, тоа се нови генерации кои имаат други, како да кажам, знаеш, ја до некој плафон сум дошол да речеме и можем уште нешто да направам, меѓутоа, они се далеко, отидене у космос. Што ќе правиш? Еве, јас сега правам фундамент на македонската музика, правиме Македонско срце 3 и концерт. Утре имам концерт. Ајде да почнеме. Македонско срце 3. 3. Значи, тоа е трети значи, дел. Раде Шербеџе пее. Дозволи. Да. Вака, за да ти предпоставуваш дека сите све знаат, но мора малце телевизично да бидем. Добро. Значи, тој е трет албум во низа, каде што обработки од ваша страна на македонски песни ги пеат најголемите балкански звезди. Така. Што во третово издание, кои песни и кои музичари? Можеш ли да ни кажеш дел нешто? Види вака да ти кажем, голем број на музичари се влезени во тоа. Ние веќе го правиме година и пол дена проектот. И еве, може да ти кажам, Раде Шербеџија веќе отпе една песма, Боле ми лежи Миле Попри Јорданов. Како се вика, имаше други пеачи кои не пееле во Македонско срце, кои се од Словенија, кои што се од Сплит, значи од Хрватска. Македонски пеачи? Македонски. Браво. Има. Да, добро, знам, предпоставувам и кои се, добро. И сега да ви кажам, не накриваме сите тајни, сакам да биде сварно тоа нешто убаво и така натака. Гаро и Дики се главните тука што го прават сето тоа. Јас само, како се вика, фигурирам. Кои други, значи, кога отприлика го очекувате албумот? Па ја мислам до крај на година све ќе биде окей, како што треба. Колку песни? Па мислам дека се 8. 8 песни. Добро. Второто е што го спомнавте дека подготвувате фундамент на македонската музика. Што е тоа фундамент на Фундаментот на македонската музика е она преска што зборевме да 1949 година. 1949 година Бени Гудман ја прави Не си го продај кодот чифликот. Сега би сакала ако можеш да го најдеш тоа да чујат малце луѓе, меѓутоа еден секунд. Владо, ќе ризикуваме, ќе идеме преку време, ама ќе ризикуваме 2-3 минути. Ја ќе бидам крив, важи? Ако не остаја ти миксета, ти побегни си и ја ќе угаснам струја на крај. Што да ти кажам? Не е ама ова се работи кој јас стварно не можам. Значи Бени Гудман, значи напиши вака Лула Бум, значи напиши Бени Гудман. Лула Бум Македонија. Тоа е песмата. Успаванка за Македонија. А Лулабај? Лулабај, тачно. Извини, ја не го кажав тачно. Да чујат луѓето од 49 година како нашата македонска музика Не си го продај кодот чифликот ја свири Бени Гудман со својот оркестар. Слушај сега. Пази.
ne pedava konjo za tebe. Pazi ovo. Od kaj mu je njemu ovo? To je priča golema, pazi, zamisliš, 39. godina. Skratija za da ima za tebe. Pa vidi, da. Pa to je jedan naš golem umetnik koji je bio u Ameriku u to vreme, što работал sa nego i tako natak, i mu je kažao pesma ovaj i on mnogo mu se dopadnalo. Ko je to umetnik? Je napravio. Pa ne, dobro. Da nego znaš je to sigurno, samo čakam da kažem дека on je golem počitavač na makedonska muzika. Ова е Бени Гудман е првата македонска песна надвор што изведува дефинитивно и што е најважно, зато ми е со 49-та. Тачно, идеме документарец, ке одиме кај неговите синови, има и ќерка, каде што преку нив ке дознаеме сите други подробности, зато сакаме тама да го снимиме сето тоа и тоа е еден од фундаментите на македонската музика. Шума се да чуја? Дали негде во песната е наведено Македонија се спомнува изворот на песната? Да, па видите, историјата ова нема, али мислам дека нешто пишува Македонија. Да, Бени Гудман, Македонија Лулавај. Мислам да е доволно тоа. Добро, тоа е... Не знам дали во официјалната верзија, но тоа треба да го провериме. Најверојатно, да. Што ќе содржи друго македонскиот фундамент? Значи, фундамент, значи, вака ќе ви кажам, значи, одма кратко, значи, Тоа е CD, албум? Најџезерски град кој е у Македонија? Охрид? Не, Штип. Се зеза. Најхорски град у Македонија? Не знам. Тетово. Тетово. И чакам да го поздравам професорот кој напишал книга фантастична, значи Добро. неверојатно тој, значи хоровиот кој имало се и така натака. Меѓутоа идеме дале, Охрид, рековме нели бубњар, го спомнавме кој беше нечи. Значи идеме дале. Сега, рековме Гевгелија, хавајска музика и така натака, се да се Струмица исто така. Гевгелија Зијан, извини, мене Зијан мислам. Добро, исто фантастично, да. Али сад пази нешто. Значи, Скопје е центар на многу големи избивања и сето тоа, дом на армијата, тука се догава све, онда во таа башта кај кинокултура, отворено кино и така натака, што Шпато ги пишувал, Бал на води и така натака. Шпато посебна емисија ќе правиме. Меѓутоа, има нешто друго што малце луѓе знаат. А тоа е? А тоа ќе ви кажам вака. Значи, македонската музика од секогаш гравитирала со многу наши познати пејачи, као што е Никола Автовски, кој е пеал Дебажи, зашто ме остави, така натака, тие Веглини, така натака. Онда, кога рековме за Магнифико, рековме за сето тоа друго, онда морам да се сетам уште за една многу врло битна работа у Македонија. Добро, немаш време, Гаро, те молам. Зафир Хаџиманов, значи... Што ќе содржи? Што е... Содржи историјата на македонското... Дали е тоа книга, филм, документарец или албум? Го прави, да, не, документарец го прави Moonlight. Moonlight продукција. Така е. Добро. Они аплицира за тоа, ќе го прави така натака. А ние, апропо на сето тоа, уште правиме уште една верзија, фундаментот на македонска музика, тоа значи од цела Југославија, ќе ти кажем, значи. Не, чекај, доврши ми ја македонскиот. Значи, тоа ќе биде документарец. Да, кој ќе ги опфати почетоците на македонската... Од 49-та до 76-та година. Така, да сватиме. Кога се планира да излезе овој проект? Ја мислам да ви кажам, значи, во моментот ситуација не дозволи нешто, али мислам дека до крај на годината исто тоа ќе биде се окей, нема никаков проблем. А што вие тоа спремате Фундамент 2? Не, тоа е вака да ви кажем, пошто од 70 година имаме ние, нели, фестивал на забавна музика Скопје, нели? Добро. Тука доаѓа, значи, сега ќе ви кажем, а тие ќе исто ќе студуват, концерт ќе правиме, значи, Индекси, ети мало момче, значи, ќе дојдат Здравко Чолич, Корни група, Драго Млинарец, онда код Сплит доаѓаат Млади Леви, онда ќе имате сите тие кои учествувале овдека, што правеле многу работи, значи, за жал Мики Евремовиќ почина, али нема вези, идемо дале. Значи, доаѓаат од Београд, исто така ќе дојде Нада Кнежевиќ, бидејќи она тука... Како ја знам, позната джезерка Нада Кнежевиќ, еден фантастичен глас. И Благне ќе ја викнеме, исто така. И Хелена Благне. Да, така да не е проблем. Кога те нема, наоколу те барам. Значи, видите,
и диригентите кои тука исто така прокачка и така натака. И што ќе направите концерт? Да, ќе направиме концерт во кој ќе имат они учество и тоа ќе биде фантастично нешто. Ќе ставим по едно фичо Fiat 300, зависи поната, ќе има модна ревија. И што ќе свирите? Ќе свириме музиките од тоа време што се свиреле кај нас овде во Македонија. Онда, да ти кажам искрено, заборават луѓе дека овде ка свиреле и Силуете, Камелони и така натака и се тоа. Сите тие некои што ќе дојдат гости ќе ни бидат и ќе им дадеме награди. Тоа значи дека фундаментот на македонската музика постои од тогаш до сега и така натака. Затоа ние сето тоа и го правиме. И за жал, да не ме садиш погрешно, не може тоа се од денешка, значи што се 2-3 проекта од денешка, меѓутоа со време се можда кратки, али ќе го направиме и ќе видиш после сето тоа како што се направи тоа исто така на стадион, така и ова, ќе имат луѓе, како да ви кажам, ќе го збогатиме фундаментот на македонската. Еден млад човек ќе знае дека има и тоа, ќе знае дека ние сме биле од секојаш во Европа, али за жал некои луѓе уште не го сватиле тоа. Што треба да го сватат. А и Европа да знае колку сме биле ние во Европа. Дефинитивно. Ти благодарам многу. Ја ти се извинувам на тебе и на гледачите, што немам повеќе време. Затоа што Гаро е како река, препон со искуства, интересен за слушање. Мене ми е жал кога ќе се сретнеме на улица или у кафана и ми раскажува работи. Мене ми е, не знам кај да побегнам, само од една причина. Немам како тоа да го снимам. Бидејќи ова е, он не збори само за себе. Тоа се некои искуства наши, кои нигде не се напишани. Тоа знаеш како ќе завршиме ние, како се вика, емисија? Не знам како. Ти знаеш да седиш 7-8 чили 7-8 ваму. Разна. А ја ќе свирам што сум направил една склопка која спаѓа 7-8, а не се 7-8. Значи вака е било. Гаро, ајде колку сме да го снимиме, нешто да остане трага од мене. Нема никаков проблем. Идната недела доаѓаат твоите синови, затоа што богатство е ова што го правите. Не секој го цени и почитува, малку ви има. Некому му се допаѓате, некому не се допаѓате. А ја на се што е македонско простор, а ти со тие децении што сте направиле, ја ви се поклонувам и благодарам. Не секогаш се од музиката ми се допаднало, понекогаш има некомуникативна, абстрактна, джезот и понекогаш тежок за мене, но јас не можам а да не го препознам вашиот придонес за музичка. Ако вас ви се клања пола, джез свет во светот, ако се тепаат за вашите деца, кој да седне со нив и да свири, а пак ќе слушнеме каде свиреле, со кого свиреле, тоа е почити за мене. Сте изградили нешто и за мене. Уште еднаш Јас се надам уште една работа да кажам. Да се надам дека ќе се реоформи и група Лебисол, а што е најважно, сето тоа, сите овие проекти ќе заживеат. Мислам дека имаме добра програма за наредни овие години. Меѓутоа, уште нешто. Утре имам ја настап на школка, значи во 9:15 навечер, значи 21 часот. Што правиш утре на школка? Чекај, на школка идевме у време панкери кога бевме. Па види, 50 години свирење мора некако да се прикажа тие. На школка у парк си утре вечер. Така ќе ми вечер. доделат животно дело таму. Кој ти доделува? Па тие ман, не знам како се вика точно, така ми кажа. Не е уште проблем тоа, него најголемиот проблем е тоа што ја дај Боже да биде добро времето и да фино се испукам така едно 5-6 минути фино тамо на моите бубњеви, ќе истам, ќе бидат одлучени. Гаро, колку години имаш? Па ова година идем у пензија 64, по онака по години. Иначе ја тек мислам да работам, да ти кажам. Ти да работиш понатаму, но мислам дека заслужува личност како тебе да добие статус на национален уметник. Ние ги дадовме на некои легенди, би сакал да го дочекам тој момент да ти честитам прва пензија и кафе да частиш и локом од првата пензија национална, затоа што мислам дека си ти еден од тој кој го заслужува. Доше сите од Леписол го заслужувате тоа и мора да го добиете. Знаете што, кој ќе речете пензија, луѓе мислат готово престана. Не, ја мислам дека тоа не е окей, меѓутоа едно би сакал да посечам. Да бидеме пример за младиве да оди понатака таа работа. Тоа е најбитно.
Ти благодарам уште еднаш. Ако оди понатака, тоа значи дека сме успеале. Многу здравие и се Исто и најдувам вам. набрзо повторно Благодарам. гостување. Да. Скопје. Ајде. Ти ме чуваш, ти ме сваќаш, ти за кусур не ми паќаш.